Со изложбата на рачно изработени традиционални маски од страна на учениците од Прилеп, во петок во 12 часот во Домот за култура Марко Цепенков, по 20 јубилеен пат и по пауза од 2 години, ќе се отвори карневалот Прочка. Поради пандемијата, но и поради ограниченоста со финансиски средства, годинава на карневалот ќе има маски само од Прилеп и Македонија. Досега се пријавиле над 500 учесници со 15 на групни маски, но пријавувањето е се уште отворено. Поради помалиот број на маски, годинава нема да има дефиле во сабота, туку сите маски ќе продефилираат во недела во центарот на Прилеп со почеток во 12 часот. Сакам да упатам покана до сите, не само до нашите сограѓани, прилепчани, туку и до целата македонска јавност и до сите граѓани да повелат да ни дојдат во недела во 12 часот. Дефилето на карневалот својот официјален почеток ќе го има пред Домот на културата Марко Цепенков, од каде што ќе се упатиме до поставената бина на плоштадот Методија Андонов Ченто. Покрај дефилето ќе има и магионичари, жонглери, акробати, а фестивалот ќе заврши со концерт на групата Фолтин. Ги повикувам сите оние кои што се уште не се пријавени, нека ја посетат интернет страницата на карневалот, каде што е поставена пријавата, може да ја испратат по електронски пат или пак непосредно пред карневалот да дојдат на централната бина каде што ќе им биде доделени број за настап. Очекуваме сите овие случувања да донесат малку позитивна енергија, расположение, кој што ќе ни овозможи за момент да ги оставиме проблемите настрана и да уживаме. Бидејќи кризата, не само ковид, туку и финансиска, која што трае подолго време, си го зема својот данок и од општественото живење воопшто. Исто така сакам да напоменам дека одлуката за продолжување на работното време на сите кафетерии и ресторани, донесена од Советот на општина Прилеп, е со важност, така да забавата во вечерните часови може и да потрае на задоволство на помладите генерации. Од Сдруженијето Прилепски мечкари, кои што се едни од организаторите на карневалот, истакнаа дека годинава после подолг период купиле нови кожи, костуми и материјали за нивната маска. Оваа маска од страна на Министерството за култура е призната и како нематеријално културно богатство на Македонија. Но за жал, и покрај својата уникатност, Сдруженијето досега нема добиено ниту денар од државата за одржување на оваа традиција. Го возобновивме карнавалов. Веќе карнавалот беше предумиран. Ако и ова година го испустиме и не направиме карнавал, без обзир од која димензија, полека одумираа желбите на изготвување на маски во градот Прилеп. Знаеме голем број на луѓе кои изготвуваа маски, ова година нема да и прават од за нив познати причини, но имајќи предвид тие кои ги знаеме што пријавија и кои ќе настапуваа, мислам дека и ова година карнавалот ќе биде во Домето на Републички еден од подобрите. Карневалот завршува во понеделник со ручек од посен граф за сите граѓани, кој што се готви од страна на Касапскиот есна во Прилеп, кои пак всушност се и членови на маската Прилепски мечкари.